Во организација на Општинскиот сојуз на спортови на Куманово, вчера вечер во Занаетчискиот дом се одржа изборот за најдобрите спортисти за 2024 година. За апсолутно најдобар спортист беше прогласен Драган Петровиќ од футсал клубот Форца. Наградата за најдобар спортски клуб ја доби токму Форца. Наградата за животно дело му беше врачена на Миодраг Јовановски Црни, кој со ракометот започнува да се занимава на своите 13 години во 1966 година. Награда за најуспешен спортист во 2024 година им беше врачена и на Лука Димитриевски од МКК Куманово, Јасмина Јовановска женски фудбалски клуб Речица, Филип Наковски боксерски клуб Фајтер Илери, Дијана Вукановиќ атлетски клуб Куманово, Владко Тасевски машки ракометен клуб Куманово, Александар Милошевски велосипедски клуб Велоем, Сара Цветановска ЖРК Куманово, Вилијам Сманевски боксерски клуб Фајтер Илери и Теа Алексовска атлетски клуб Куманово. Беа доделени награди на најдобрите тренери Емил Цветанов и Газмент Хисиини, на најдобрите млади спортисти, на успешни спортисти од најмлади категории, награди за најдобрите во училишниот спорт, најдобар спортист пензионер, најдобар спортист со инвалидитет и награда за Јована Кипријановска за меѓународен успешен спортист. Имаше повеќе категории на награди, се трудевме да ги офатиме сите возрасти. На младата категорија не под 16 години деца спортисти, во која дадовме и повеќе награди, поголем број на награди, за да служи како мотивација, зашто се покажа уште во таа категорија дека има различен афинитет на децата во бавење на спортови, уште во таа возраст, така што се стимулирани деца од повеќе спортови и се надеваме дека оваа награда ќе ги мотивира за посериозно бавење со спортот, зашто тоа е најбитната возраст. Потоа имаше категорија што е по 20 години, младинска категорија популарно наречена во спортот, кои веќе постигнуваат посериозни резултати, добар дел од нив настапуваат за младинска репрезентација или сениорска репрезентација на Македонија. Во тој контекст ова е одлична по успех категорија и би изразил задоволство оваа година да видовме колку репрезентативци и репрезентативки се качија тука на бината. Највозрастната категорија, сениорска категорија, во која сепак добар дел спортисти се млади, стандардно останува како најважната категорија, како нешто што е приоритет за вреднување на резултатите, каде што успех се ценеше на нашето државно првенство, највисоко постигнување, прво или второ место, или настапување одлично за тимската екипа, која солидно настапува во прва лига или меѓународни, додатно на тоа меѓународни успеси на некои од тие поединци што настапуваат за репрезентација на Македонија. Покрај тоа имаше поединечни награди кои се доделуваат највредните најдобар клуб, најдобар тренер сениор, најдобар тренер во младинска категорија, кои некои луѓе работат континуирано само со младински категории. Имаше најдобра награда за спортист со инвалидитет, спортист пензионер и она што да кажеме краси животот на секој спортски работник е награда за животно дело. Тие се по една да додадат таа вредност на самата награда. Во секој случај, да кажем, ова година беше доста успешна, така што на управниот одбор немаше дилема за одлучување, како спортист бидејќи имаше голем успех на футсал клубот Форца, кој стана и клуб победник и победник на државно првенство, а човекот е долгогодишен репрезентативец на Македонија во футсал репрезентација и сосема заслужено и според возраста и според сето она, покажано дека целиот спортски живот, кариера, ја водеше во многу успешна насока и ова му беше како врв на кариерата. Ова двојна клуба со клубот, така што заслужено и сум среќен оваа година со такви спортски успеси. Наградата за животно дело и сосема заслужено ја дава човек што се уште работи, Миодраг Јовановски Црни во ракомет, кој го помина целиот живот и тука немаше никаква дилема дека заслужено е и треба да се даде. Моја мислење дека не треба да се чека човек да остане премногу, па да не може да ги искачува скалива тука да дојде да прими наградата, туку да се даде и да го мотивира може и уште повеќе пак да продолжи да работи, зашто уште е активен. И тоа се надеваме дека има многу такви спортски работници, тренери, спортисти што ќе долги години ќе продолжат фактички со својата активност. Па се чувствувам одлично како најдобар спортист на општина Куманово, како
поединечна награда, иако се натпреварува во колективен спорт, ова е заслуга на целата екипа, од прв до последен, од мене и до тренер. Можеби јас имав таква чест да ја добијам ова награда како спортист на Куманово. Со моите заслуги, секако луѓето што гласаа за мене направија изгледа дека добар избор. Секако дека се исплати како шампиони, двојни шампиони на Македонија со освојување на првенство и на куп, секако дека е добар успех за нас како кумановци. Годинава мислам дека 90% работата е завршена со шампионска титула и одиме и на куп. Натпреваруваме како минатата година да се освојат 2-3 титули. 60 и нешто години активности у спорт у Куманово, а не ги рачунам тие 7 до 10 години у Соколану, што е главно нешто каде се сви спортови одвивале. Значи, презадоволен сам од овој што го доби и мора да нагласу дека овој го давам на моја жену поклон, затоа што она знае само како е било све и што е могло да се направи,